Bonjour et bienvenue. Добър ден и добре дойдовте. Јас сум Ленче Димшовска, наставник по француски јазик во основното училиште Славе Коарсо во село Подмочени Ресе. Цели на денешниот час ќе ни бидат да ги препознаваме и пременуваме предвидените граматички елементи на блиско идно време во потврдна и во негативна форма. Да знаеме да менуваме реченици од сегашно во блиско идно време. Прво предлагам да го слушнеме следниот диалог. Unité 8, on va faire la fête. Anniversaire surprise. Dialogue. Allô? Allô, bonjour, c'est Maya. Je voudrais parler à Rémi, s'il vous plaît. Oui, je te le passe. Merci. Allô? Salut Maya, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de Zoé? On fait la fête chez toi, non? C'est grand dans ta nouvelle maison. Oui, je vais demander à mes parents. Et qu'est-ce qu'on achète comme cadeau pour Zoé? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Bon, d'accord, je vais acheter le cadeau. Et toi, tu vas acheter les boissons, les bougies, les ballons. D'accord. Et tu vas faire le gâteau. Mais je ne sais pas faire les gâteaux. Ah bon? D'accord. Je vais aussi faire le gâteau alors. Et qui va écrire les invitations? Allô? Allô? Oh non, mon portable ne marche plus. Bon, je vais aussi écrire les invitations. Во диалогот можевме да забележиме дека имаме реченици кои што се со глаголи во сегашно време. Меѓутоа можеме да забележиме дека имаме и реченици кои што се составени со по два глаголи. Да видиме што е тука заедничко. Тука го имаме je vais demander, je vais acheter, tu vas acheter, tu vas faire, je vais faire, va écrire, je veux écrire. Што е тука заедничко? Што забележуваме? Така, тука го забележуваме глаголот але во сегашно време кој што ние променет по лица и другите глаголи забележуваме дека ни се оставени во инфинитив, односно не ни се променети по лица, а такви ни се demander, acheter, faire, écrire. Така се формира футур прош, односно блиско идно време. On fait le futur proche avec le verbe aller au présent à l'infinitif du verbe principal. Значи го формираме блиско идно време со глаголот але во сегашно време и инфинитив од главниот глагол. Значи але плюс инфинитив. Да се подсетиме на глаголот але во сегашно време. Je vais, tu vas, on va. Nous allons, vous allez, ils vont. Тоа не е глаголот але во сегашно време. Да видиме како се формира потврдна форма. Form афирматив за футур прош, односно блиско идно време. Со глаголот але au présent плюс верб à l'infinitif. Значи со глаголот але во сегашно време плюс глагол во инфинитив. Да ги видиме следните примери. Je vais acheter le cadeau. Тука го имаме. Je vais, глаголот але, во сегашно време за прво лице еднина, и глаголот acheter, кој што ни е во инфинитив, односно непроменет по лица. Tu vas acheter les boissons. Tu vas ни е глаголот але за второ лице еднина сегашно време и глаголот acheter ни е глагол кој што ни е во инфинитив. Elle va faire le gâteau. Elle va е глаголот але во сегашно време, трето лице еднина, и глаголот faire ни е глагол во инфинитив. Nous allons organiser une fête. Nous allons е глаголот але за прво лице множина сегашно време и глаголот organiser ни е во инфинитив. Vous allez écrire les invitations. Vous allez е глаголот але за второ лице множина сегашно време и глаголот écrire ни е во инфинитив. Ils vont demander à leurs parents. Ils vont е глаголот але за трето лице множина сегашно време и глаголот demander ни е глагол во инфинитив. Да ги видиме следните примери. Je ne vais pas acheter les cadeaux. Tu ne vas pas acheter les boissons. Elle ne va pas faire le gâteau. Nous n'allons pas organiser une fête.
Vous n'allez pas écrire les invitations. Ils ne vont pas demander à leurs parents. Што забележуваме тука? Така, тука забележуваме дека речениците ни се направени со не и па, односно со негација. Значи, форм негатив. Негативна форма во футур прош се прави со не, односно не со апостроф, ако имаме самогласка, плюс але во сегашно време, плюс прилагот пас, плюс глагол во инфинитив. Значи, не и па ги пишуваме помеѓу помошниот глагол, односно глаголот але во сегашно време. Да ги видиме овие следни реченици. Aujourd'hui, je lis le journal. Aujourd'hui, денес. Јас читам весник. Оваа реченица ни е во сегашно време. Меѓутоа да ја видиме и втората реченица. Demain, je vais lire le journal. Утре, јас ќе читам весник. Оваа реченица ни е во футур прош, односно во блиско идно време, бидејќи го имаме глаголот je vais, кој што ни е од глаголот але за прво лице едни на сегашно време, и го имаме глаголот lire како главен глагол, кој што ни е останат во инфинитив. Значи имаме глагол але плюс глагол во инфинитив. Значи како го правиме футур прош, односно блиско идно време? Со помошниот глагол але во сегашно време и глагол во инфинитив, односно тоа ни е главниот глагол. Во оваа вежба ќе треба да ги направиме следните реченици кои што се во сегашно време да ни бидат во блиско идно време, односно во футур прош. Да ја видиме првата реченица. J'organise une fête avec mes copains. Кој ни е глагол во реченицата? Така, тука глагол во реченицата ни е организ. Тој глагол треба да го направиме да не биде во инфинитив. Меѓутоа треба да додадеме и помошен глагол, а помошен глагол ни е глаголот але. Како ќе биде глаголот але за прво лице едни на сегашно време? Така, ќе ни биде je vais и глаголот организ ќе го промениме да ни биде во организе. Значи реченицата ќе ни гласи вака. Je vais organiser une fête avec mes copains. Да видиме втората реченица. Rémi achète des boissons pour la fête. Кој ни е глагол тука во реченицата? Така, тука глагол во реченицата ни е achète. Тој глагол треба да ни биде во инфинитив и плюс да додадеме помошен глагол. Така, глаголот але за трето лице еднина, бидејќи Реми ни е во трето лице еднина. И реченицата ќе ни гласи вака. Rémi va acheter des boissons pour la fête. Третата реченица. Pour l'anniversaire de Zoé, Rémi et Maya font des gâteaux. Тука глагол ни е, браво, тука глагол ни е font. Тој треба да ни биде во инфинитив, односно faire. И треба да додадеме помошен глагол за Реми и Маја заедно, тие ќе ни бидат во множина. Значи ќе ни биде реченицата. Pour l'anniversaire de Zoé, Rémi et Maya vont faire des gâteaux. И да ја видиме четвртата реченица. Nous allons à la fête surprise. Тука глагол ни е браво, тука глагол ни е allons. Што значи? Дека тука два пати ќе треба да го употребиме глаголот але. Првиот пат ќе треба да ни биде променет по лица, а вториот пат треба да го оставиме да ни биде во инфинитив. Значи реченицата ќе ни гласи вака. Nous allons aller à la fête surprise. За домашна работа ќе треба да ги решите овие 5 реченици кои што ги гледате тука на сликичката и исто ќе треба да напишете по 3 примери во потврдна форма и по 3 примери во негативна форма со блиско идно време. Се надевам дека ви беше јасно. Ви благодарам за вниманието. Restez chez vous et apprenez le français. Au revoir.